Со 437 микрограми на метар кубен PM10 честички, Кочани синоќ беше најзагаден град во државата, дури позагаден од Скопје, кој пак се вивна на високото 4-то место во светот. Загаденоста на воздухот, која се гледа и со голо око, а се чувствува со дишењето, според здравствените стручњаци е мощна и штетна за луѓето кои без тоа имаат проблеми, но и за младите кои не обрнуваат соодветно внимание и долги периоди остануваат на отворено. За кочанчани се уште останува тајна од каде доаѓа загадувањето, бидејќи ниту мерењата, ниту стручњаците кои беа ангажирани не дадоа одговор кои се жариштата и како да се реши проблемот, кој се посериозно го загрозува здравието на граѓаните. Ситуацијата е парадоксална поради фактот дека рекордно најголемото загадување на Кочани му се случува во неработен ден, недела кога фирмите се пасивни, односно оџаците не чадат. Тоа би требало да значи дека PM10 честичките доаѓаат од оџаците на граѓаните кои како огрев користат дрва. Одруженијето Green ORG поради енормното аерозагадување кој се случува секој викенд во Кочани, доставија 2 барања до општина Кочани, во кое бараат ограничување на работата на индустријскиот капацитет Paper Mill и инспекцијски надзор во истиот и останатите индустријски капацитети, потенцијални загадувачи, 2 пати во неделата, се додека се случува вакво енормно аерозагадување. Тие велат дека ќе продолжат и понатаму да се борат за доброто на граѓаните и доколку не се преземе ништо, ќе излезат на протести.